Почитувани слушатели на Радио Канал 77, од сега па натаму ќе можете да ги слушате интервјуата што ќе ги правиме за на радио, ќе од секој петок после вестите во 17 часот. Прв гостин на оваа емисија ни е пранешен премиер на Република Македонија, господинот Љупчо Георгиевски. Господин Георгиевски се чини кога власта не знае што да прави со моменталната ситуација, секогаш користејќи своите медиумски турбадури, се обидуваат да го свртат вниманието кон некоја друга тема. Тоа ме подсетува на оние авионите кога што ќе ги нападнеш со ракета, фрлаат некои лажњаци за да ја свртат ракетата. Па така и сега, веќе неколку пати се случува, веќе ние зборувавме за некои наметнати теми, претходните теми беа шверцот со нафта, со цистерни од 90-тите. Секогаш се навраќаме 20 години уназад и секогаш збориме за теми за кои што нив им одговара. Па така и сега они наметнуваат тема како тоа Љупчо Георгиевски не бил вистински лидер во 90-тите и демек вие сте барале пари од СДСМ, го знаете обвинувањето од Латас. Вашето мислење за тоа? Сега ќе направим поздрав до вашите слушатели, благодарам за оваа покана. Значи, јас како политичар не сум идеален и ниту се обидувам за мене да градам идеален лик, како што гледате, се обидувам отворено да зборам за сите проблеми. Меѓутоа, навистина ми е преку глава од пропагандите кои, практично 20 години и дезинформациите кои ги слушам околу мене, а поготово доста ми е затоа што сега гледам и некое минато кое беше релативно чисто се обидуваат сега овие ново компонираните ВМРО-вци од ВМРО-ДПМН да го искомпрометираат. Значи сакам најодговорно пред вашето радио, пред вашите слушатели и оние кои сакаат да ми веруваат, да кажем дека таква ситуација, Љупчо Георгиевски, во времето, сега не знам каде го лицира тоа, 92-93 година, да барал не пари, да барал разговор со СДСМ, немал настан таков. Значи, сакам многу енергично, многу цврсто, многу јасно да демонтирам дека тоа е измислица на Драган Павлович Латас. Значи, тука е целта, според мене целта е прво, ова што го рековте вие, да ја сврти дискусијата од многу суштествени и болни теми кои не очекуваат во овој период и ги имаме веќе во Република Македонија, да се дискутира за нешто периферно и површно. И втора работа е да го искомпрометира минатото на демократијата на оваа држава. Знаете, јас сакам уште, тоа на неколку пати, тоа е една приказна која актуелната влада ја прави во последните месеци, посебно од кога настана оваа коалиција меѓу мене и господинот Црвенковски. Значи, сакам многу јасно да ги убедам сите граѓани на Република Македонија. Македонската демократија во првата своја деценија беше многу реална демократија. Таа беше демократија на жестоки спротивставености, таа беше демократија на вистински борби. Нема ништо таа приказна дека имало нешто договорено. Таквата приказна им треба и на оние луѓе кои годините им дозволуваат да учествуваат, нели, имаме сега некои министри кои се млади, по 20 на 25 години, за нив не можеме да ги обвиниме и да ги прашаме кај биле во 90 или 91 година, ама оваа структура, нели, една друга па раководна група на ВМРО-ДПМН, годините им дозволува да бидат учесници и во демократските процеси, односно во рушењето на комунизмот и во рушењето на Југославија и правењето на самостојна Македонија. Тие, кога требаше да се руши комунизмот, беа на страна на комунизмот, кога требаше да се руши Југославија, беа на страна на југославените. На таква структура сега им одговара да кажат дека тие практично не учествувале во тие процеси на раната создавање на македонската државност и демократизација, затоа што нешто било наместено. Таа приказна не поминува и на таквите новинарски насилници секогаш ќе им се спротивставам жестоко. Се чини дека самата теза принципиално тешко е да се брани. Што барат они од вас? Вие бевте во ситуација во 90-тите, дури до тој момент, дури едно време се мислеше дали да влегувате насилно во собранието, 94-та. Се сеќаваме, има луѓе министри кои што изјавуваат дека тогаш толку били уплашени од вас како партија, што дури домот на РМ бил полн со војници, специјалци, уплашени дека вие ќе влезете во собранието. Значи, вие цели 90-тите години го поминавте во жесток дуел со СДСМ и они сега ве обвинуваат не сте биле доволно тврди, што требаше вие да бидете терористи па да ставате бомби као Хамас?
Саше, не знам колку бевте сведоци, колку ви годините дозволува да бидете сведоци на тие моменти. Меѓутоа, тој период беше период на вистина на една жестока конфронтација, на една жестока борба, на секојдневни пресметки во парламентот, надвор од парламентот, масовни демонстрации, правење на притисок да се дојде до таа самостојна и независна Македонија. Вие спомнавте сега еден момент кога тогашното СДСМ беше принудено да стави и снайперисти на не само во Дом на Арама, како што знам и на зградата на парламентот, на еден од тие штрајкови. Дали било тоа фингирано или не било фингирано, еве им господинот Владо Поповски, кој сега е член на раководството на ВМРО ДПМН, ако не се лажам, тогаш беше министер за одбрана на СДСМ, нека си го прашаат него кој го инсфингира него и кој го натера да ги стави тие снайперисти на покривите на Македонско собрание. Такви сцени има стотици. Знаете, да се направи обид да се компрометира кој е правил државноста на Република Македонија, кој се борел за демократизацијата на Република Македонија, впрочем, кој ја водеше битката за ВМРО ДПМН, за да денеска на овие кои немаат никакво учество во формирањето на ВМРО и да се даде на поклон таа партија, и нели тие да управуваат веќе 6 години со Република Македонија, тоа е нешто како внатрешна грижа на совест, на кој им треба, значи, да докажат дека никој ништо не правил и тоа сега што го имаат е многу нормално. Тоа е едноставно така толку природно што они се сега на власт, што не може да биде поприродно. Не е така приказната на Република Македонија. И навистина сакам да ги уверам уште еднаш сите граѓани кои се сведоци на тоа. Битката за демократија и битката за Македонија беше многу реална, пореална битка не можеше да има. И секој кој ќе се обиде да и го земе на Македонија тој период кој сметам дека и во аналите на македонската историја понатаму ќе остане како еден убав период, жестоко ќе се спротивставам. И сакам жестоко да дискутирам. И навистина ми е доста од тие кукавици кои ги злоупотребуваат медиумите, за жал медиумите се се помалку и помалку кај што можеме да се изразиме, ги злоупотребуваат максимално медиумите, а кога треба да дискутираат за проблемите очи во очи со своите противници, нигде ги нема. Кој е вашиот коментар понатаму за таа моќна пропагандна машина која што сега има власта во своји раце? Наистина многу интересно владење на господинот Груевски, како да ги прочитал сите книги за како да владееш со помош на пропаганда, да ги користиш сите полуги на моќта. Наистина добро си ја завршил домашната задача пред да дојде на власт. Да, јас се сложувам дека тие теоретски школски примери како да се злоупотреби власта добро се обработи на страна на власта и за жал можеме да кажем дека тие не се ништо друго освен само една пропаганда. Целото нивно действување е пропаганда. Факт е дека очигледно и тоа може и да функционира и во реалноста. И Македонија покажува дека може да функционира во реалноста. Само што една работа заборава, дека ние не сме 50-те, 60-те години ниту источниот блок на Европа, ниту Латинска Америка. Така што веќе такви системи нигде не постојат, можеби негде по Азија или по Африка остана уште неколку системи. Меѓутоа, во процесот на демократизацијата вие не можете со својата неспособност да ја покривате со тоталитарност, својата неидејност, својата без немање визија за сопствената држава да ја покривате со пропаганда. Едноставно постојано има некој кој ќе ви ја скрши кичмата. Значи, ова ВМРО ДПМН можеби до сега успешно ми ја скрши кичмата на мене, на Љубе, да речеме релативно на СДСМ, на Бранко, на Тито, на Стојан Андов, меѓутоа како што гледаме сега, на многу новинари, на многу медиуми, на А1, на Велија, меѓутоа како што гледаме сега, Али Ахмети му го ја крши кичмата на ВМРО ДПМН и не само на ВМРО ДПМН и на Македонија. Затоа што кога ќе поставите тоталитарен систем наспроти народот, секогаш треба да знаете дека некој друг кој е многу помаќен ќе ви се противстави на ист начин. Во моментов има еден парадокс во македонската политика. Имено светските искуства велат дека сите партии што се на власт се многу поумерени и посмирени, а додека па опозиционите партии го користат тој момент дека се опозиција и жестоко одат национално на такви прашања. Во Македонија имаме обратен случај. Владачките партии се оние мали неодговорни деца во продавница за сладки, додека вие Тоа е дијагнозата што денеска се прави во Македонија. Јас неколку пати кажам, значи оваа влада, во своите маркетички проекти, значи направи се што беше
проблем или што тлееше некаде, бидејќи во одреден момент им беше добро за рейтингот да го направат максимален проблем. Значи, проблемот со името беше 15 години присутен пред да дојде, никој не победи на ние на избори заради името. Овие се тие кои 5 циклуси победуваат затоа што тие го бранат името, никој друг сака да го продаде, а единствени кои преговараат во моментот за името се само тие. Ја не знам никој друг субјект во Македонија да преговара за името. Единствени кои дадоа формална согласност за промена на името се само тие. Јас се сум мислонувал дека ќе давам таква формална согласност. Меѓутоа, вториот момент, тоа е моментот со античката Македонија. Тоа што беше историја на алтернативци на кои никој не им пречеше да се изборуваат, нели да се пишуваат книги, тие го направија државна идеологија и историја и го променија на овој народ идентитетот за 4 години. Буквално ние имаме сега промена со декрет на идентитетот на овој народ, а па во исто време зборуваме дека го браниме идентитетот према некој трет. Третиот момент, тоа е проблемот со сега што практично кулминира во последните месец-два, тоа е мултиетничките тензии. Впрочем, тоа не е нешто ново, ако се подсетиме нели случајот со Калето, случајот со академијата, случајот не знам, имаше некои такви инциденти. Тие од време на време го правеа тоа како штик проба колку мултиетничката тензија на нив им носи рейтинг и очигледно во една таква нели медиумска состојба каква што е, каде што нели постои во Република Македонија, значи сите овие порази што се прават сега на планот на мултиетничката, нели, на мултиетничкиот соживот се представуваат како некакви победи и јас не знам, нели, доскоро на секој после таква мултиетничка тензија и на ДУИ и на ДПМН им растеше рейтингот. Сега не знам каква е ситуацијата после овој последниот месец и со знамињата дали повторно им расте рейтингот, меѓутоа ако им расте рейтингот, дефинитивно има нешто проблеми со граѓаните на Република. Ние имаме сега еден парадокс, они дома имаат тотално предвоена ситуација, во исто време премиерот оди да собира странски инвестиции. Кој човек би вложил овде ако гледа дека ситуацијата наликува на 2001? Не, тоа е сосема, ние целото ова однесување можеме да го анализираме на сосема друг начин. Прво, ние мораме да констатираме што е тоа што ни се случуваше во последниот месец. Ние мораме прво да констатираме дека Уставот и законот на Република Македонија се прекршени. Сега. Втора работа е дали ние како Македонија сега ќе тргнеме во кој правец ќе тргнеме. Дали Уставот и законите ќе ги минуваме за да ја прилагодиме на новата реалност или пак ќе ги почитуваме со закон, со сила, Уставот и законите на Република Македонија. Меѓутоа тоа е работа која легитимно може да се дискутира ако има кој да ја дискутира. Ако ви отворите сега прашање со кое можете да дадете некоја сугестија како оваа ситуација да се надмени и Република Македонија да се заштити, ви можете да очекувате колку и да е вашиот конструктивен став да ви го направат во спот и месец дена да ви го вртат спотот. Колку и да е тоа конструктивно, ако они оценат дека тоа им користи. Значи, факт е ова што вие го рековте. Македонија е единствена држава каде што власта ги подпалува мултиетничките тензии, а опозицијата ги смирува. Тоа е парадокс што го немате никаде. Ама тоа повторно произлегува, Саше, од тоа што го зборувавме на почетокот. Денешните квази-националисти во Република Македонија се луѓето кои го преспаа времето кога требаше да бидат националисти, а не беа мали за да го преспеат. Значи, тоа се луѓето кога се правеше, кога имаше Македонија потреба од национализам и патриотизам, значи ја правевме македонската држава, тие ги немаше нигде. Јас на ниеден од денешните квази патриоти, сите тие, Миленко Неделкович, Драган Павлович Латас, Томич, Бурекот, се луѓе генерација која се некој од нив дори постари од мене. Каде беа тие во 90-тите години? Јас не се сеќавам на ниедно од тие фигури. Напротив, на некој од нив се сеќавам дека беа големи југословени. Сега, тој нов квази-национализам и патриотизам кој оваа влада ни го форсира, се токму од луѓе кои го преспаа времето или беа на другата страна тогаш кога требаше да ја правиме самостојна Македонија. И тука е проблемот што тие луѓе, ние сите ова го имаме изживеано, сите овие фази на национализам, сите овие викања уа
шиптари, нели, во наводници, ги имаме поминато кога сме биле деца. И не ни е интересно веќе тоа кога го слушаме и кога гледаме дека тоа повторно се случува во Република Македонија, сакаме да предупредиме дека може повторно да дојдеме до една нова трагедија. Моќната медиумска машина цело време настојува некои банални теми да бидат топ 3 теми на разговор, па да наречеме сега овие денови топ тема е како тоа неколку навијачи од неколку клубови ќе се организирале заедно, они да тепале шиптари, значи тотална небулоза, а главната тема што требаше можеби да биде е фактот, она што го кажа понешниот гувернер Петар Гошев, дека ние со нашето задолжување одиме на патот кон Грција. Именно ова влада се потпира да позајмени над милиарда долари потрошени врз народ. Вчера пак имаше позајмувања. Ама токму тоа јас апсолутно сметам дека дури не сакам да верувам, меѓутоа имајќи ја шемата на функционирањето на оваа владата, нема да ме изненади дека и оваа мултиетничка тензија е токму измислена да се покријат овие две порази, тешката економска состојба која секој ден ја гледаме и очигледно поразот кој треба да ни се случи сега уште еднаш во декември со новата изгубена надеж, уште нови 6 месеци да треба да чекаме нели за нашата евроатлантска интеграција. Значи ние имаме една ситуација која за мене како политичар и верувам за секој кој сака малку од малку да направи политичка анализа е толку проведна, толку прочитлива, толку јасна, меѓутоа за жал тоа се уште функционира во Република Македонија. И навистина сакам граѓаните да не се палат толку лесно на овие провокации кои очигледно како може тоа власта да се идеално функционира. Ако имаме ние таква криза кој што тие ни ја представуваат, распиши избори. Тогаш ќе бидеме уверени дека навистина е кризата. Сето тоа, се друго се функционира, значи не сакам да го потребувам зборот нели тендерска коалиција, но и да се друго се функционира во државата, мултиетничките односи се на работна граѓанска војна. Како може така? Господин Георгиевски, многу благодарам за ова интервју. Се слушаме и се гледаме пак. Се надам дека вие како опозиција ќе најдете решение за овие навистина многу тешки проблеми кои што ги прави власта. Вие сте во многу незавидна ситуација, немате медиуми, немате можност да се изразите, па се надам дека сепак ќе издржите во овој момент. Саше, ние мораме да издржиме затоа што навистина сметаме дека Македонија се движи во многу лош правец. Јас уште сега ќе ви кажам дека очекувам 2013 година да биде полоша економска година од 2012 година, така што очигледно Македонија мора нешто да направи. Ова водење на држава со пропагандни приказни и спотови колку ни е убаво во државата, мислам дека народот треба дефинитивно да ги прочита. Овој популизам кој не сме го виделе во Македонија дефинитивно треба да се тргне и треба да се сочиме со проблемите. Оваа влада воопшто досега се нема сочена со фактот дека владите меѓу другото покрај бенефициите треба да решаваат во својот и одредени проблеми. Секоја влада од 90-та година до овие сега која дојдоа решавале некој проблем кој требало да се направи непријатно. И носеле политичка одговорност за тоа. Носеле политички одговорност. Некоја што биле да се затворат 20 загубари затоа што ММФ и Светска банка го бара тоа, затоа што кога не ги затворите тие загубари нема да одите на патот на евроатлантската интеграција. Некоја што било Охридскиот договор, некојаш било, не знам, Косовската криза. Значи секој имал некои, значи покрај бенефициите што постојано ги велам ги носи власта, имало нешто со што ќе остане несимпатичен и несакан во историските белешки. Епа и оваа влада, значи 6 години веќе управува со Македонија, ни еден стратешки проблем на Македонија го нема решено. Дури ги изголеми и остава негативна дивиденда за некој што ќе дојде после нив од проблемите што ги има. 4 години да се бафта со тие проблеми. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам.